Почитувани гледачи, ова се вестите на телевизија Здравкин. Во продолжение на станите кои го одбележаа денот. ЈКП Дервен врши секојдневна дезинфекција на улиците. Правиме преглед на состојбата со ковид центрите во Велешката болница. Црвениот крст совети и препораки како да се заштитите од земјотрес. Фудбалскиот клуб Бореци Гемеджиите споделија видео на социјалните мрежи, каде што го прикажуваат начинот на кој што го одбележаат 9 ноември 76 години слободен Велес. Тие се нашиот 12 играч, тие се нашата сила, енергија, мотив плюс за успех на клубот. Ви го споделуваме овој клип во чест на 9 ноември 76 годишнината од ослободувањето на Велес и пиротехничкото шоу што велешките ултраси го приредија во чест на големиот празник, се вели во постот објавен на социјалната мрежа Facebook. ЈКП Дервен секојдневно врши дезинфекција на јавните површини со цел заштита на јавното здравје, но гужвите во Велес се уште може да се забележат пред дел од банките. Состојбата со коронавирусот во Велес и Велешко е алармантна. Секој ден сведочиме на голем број нови случаи. Јавното комунално предпријатие Дервен секојдневно врши дезинфекција на јавните површини во Велес со цел заштита на јавното здравје. Дека се многу ризични локациите пред банките, заради тоа што се собираат многу луѓе, да направиме воредна дезинфекција пред банките, а имаше иницијатива да се направи дезинфекција и на парковските површини и во детските забавни паркови. На овие места секојдневно сведочиме на различни слики. Пред неколку банки граѓаните дисциплинирано и културно го чекаат својот ред за да ги завршат обврските, но објективот на нашата камера забележа дека има и такви кои што не ги почитуваат мерките донесени од страна на здравствените власти. Сведочиме на загрижувачка слика предизвикана од страна на граѓаните на општина Велес. Можеме да констатираме дека граѓаните носат заштитна респираторна маска, меѓутоа не држат растојание од 2 метри. Инаку јавното комунално предпријатие Дервен непречено ги одвива и останатите обврски активности. Хоспитализирани се вкупно 78 пациенти во општа болница Велес. Од нив 13 се сомнителни и 65 се потврдени позитивни на коронавирусот. Еден пациент од Свети Николе починал после полноќ во Велешката болница. Првиот тест му бил негативен, додека вториот покажал дека е позитивен на вирусот. Во продолжение правиме преглед на состојбата со ковид центрите во општа болница Велес. Полека, но сигурно се полнат капацитетите во Велешката болница. Според информациите доставени од портпаролот на општа болница Велес доктор Весна Николовска Неделкова, се хоспитализирани вкупно 78 пациенти. Од нив 13 се сомнителни, додека 65 се потврдени позитивни на коронавирусот. На инфективното одделение се сместени 54 лица, 17 на одделението за физикална медицина и 7 на интерното одделение. Од нив 22 се на кислородна поддршка. После полнок починал еден пациент од Свети Николе на 62 годишна возраст, примен на 9 месецов со ниска сатурација на кислород. Првиот тест на ковид бил негативен, додека вториот кој стигнал од Тринава е позитивен. Во текот на денешниот ден исто така е транспортиран еден пациент по барање на семејството во приватната клиника Жан Митрев во Скопје. Надлежните посочуваат почитување на мерките за заштита. Продолжуваме со вестите од Македонија. Црвениот крст на нашата држава подготви видео со цел едукација и информирање на населението како да постапите во ситуација кога има земјотрес. Советите и препораките во продолжение.
Во текот на вчерашниот ден меѓу населението на нашата држава се одзва паника и загриженост поради земјотресите кои што беа прилично силни според Рихтеровата скала. Па согласно на ова, со цел подигнување на свеста кај населението како да се заштити од земјотреси, членовите на Црвениот крст подготвија видео кое содржи совети како да постапите во одредени ситуации. Како да се подготвите за земјотрес? Прицврстете и обезбедете ги полиците за книги, тешкиот мебел, електронските апарати, огледала, слики и се што може да предизвика повреди, пожар или електричен удар. Припремете залихи за во случај на катастрофа и чувајте ги на безбедно. Посетете обука за прва помош и заштита и самозаштита во случај на катастрофа. Тие советуваат да го подготвите вашето семејство, при што се потенцира еднаш во 6 месеци да се реализира вежба, со цел да бидат подготвени и да знаат што точно да направат доколку се соочат со земјотрес. Станете мирни и не паничете. Најдете сигурно место, под маса, под носечка греда, во ќош, под касата на вратата. Доколку се најдете надвор, оддалечете се на безбеден и чист простор. Заштитете се себе си и другите. Не е препорачливо да трчате, да употребувате скали и лифтови, да стоите до прозорци, шкафови, полици со книги или да излегувате на тераса. Председателката на инспекцијскиот совет Магдалена Филиповска-Грашковска во својата редовна пресконференција посочи дека по 2 недели откако инспекцијските служби постапуваат според новите поголеми овластувања, контролите покажуваат намалување на бројот на изречени пријави. Во периодот од 2 ноември заклучно до 8 ноември од страна на сите инспекцијски служби се извршени вкупно 5503 контроли. Поединечно, од страна на инспекторите од пазарниот инспекторат се извршени вкупно 3743 контроли и уште 614 надзори, поврзани со почитувањето на здравствените протоколи за отварање и работа на кафетерии и угостителски објекти кои послужуваат храна, но поврзани и со законите за трговија, за заштита на потрошувачи, со законот за угостителска дејност, законот за заштита од пушење и други закони. При тоа, согласно Законот за заштита на населението од заразни болести од страна на пазарните инспектори, затворен е еден објект во Куманово поради непочитување на протоколот за работа на угостителски објекти и поднесени се вкупно 26 прекршочни пријави, од кои што една прекршочна пријава е поради непочитување на ковид протоколот, а останатите 25 се поради непочитување на материјалните закони. Поднесени се и 2 кривични пријави против угостителски објекти во Струга и Прилеп. Велика Британија бележи 595 нови смртни случаи, 82% од залихите продаде Pfizer на најбогатите земји во светот, со што направи голема паника и загриженост дека ќе нема доволно дози од вакцината за населението од посиромашните земји. Гувернерот на Њујорк вметна нови ограничувања со цел спречување на ширењето на коронавирусот. Во продолжение правиме преглед на настаните од светот. Велика Британија бележи 595 нови смртни случаи според вчерашните податоци, додека од почетокот на епидемијата починаа 50.000 лица. Тоа е најголем пораст на дневна основа на бројот на смртни случаи од 12 мај, кога се регистрирани 614 смртни случаи, пренесува Reuters. Според вчерашните податоци, регистрирани се 22.950 нови случаи на коронавирусот, што е зголемување во споредба со вторникот, кога тој број беше 20.412. Директорот на медицинската служба на Агенцијата за јавно здравје на Англија, Ивон Дойл, рече дека трендот на зголемување на бројот на починати најверојатно ќе продолжи и посочи дека ќе поминат неколку недели пред да се видат последиците од сегашните мерки.
82% од залихите продаде Pfizer на најбогатите земји во светот, со што направи голема паника и загриженост дека ќе нема доволно дози за населението од сиромашните земји. Фармацевскиот гигант и неговиот германски партнер BioNTech планираат да произведат скупно 1,3 милиарди дози во текот на 2021 година, но голем дел од вакцините веќе се нарачени од Велика Британија, Јапонија, САД и Европската унија. Оние земји кои купија стотици милиони дози представуваат само 14% од глобалното население. САД ќе добија 6.000 милиони дози, Велика Британија 40 милиони дози, додека Јапонија и Европската унија обезбедија 120 милиони и 300 милиони вакцини соодветно. Гувернерот на Њујорк вметна нови ограничувања со цел спречување на ширењето на коронавирусот. Тој нареди кафулињата, рестораните и спортските сали низ целата држава да бидат затворени во 22 часот, пренесе CNN. Новите мерки ќе стапат на сила во петок, а ќе бидат воведени следниот ден откако Калифорнија и некои други држави во САД ги заострија ограничувачките мерки. Ова е нашата последна шанса да го запреме вториот бранд, порача на Твитер градоначалникот на Њујорк Бил де Блазио. Доколку стапката надмине 3%, ќе бидат затворени јавните училишта и ќе се премине на онлайн настава. Почитувани гледачи, следува временската прогноза. Информираме за тоа какво време имаме денеска, но и какви температури не очекуваат во наредните 3 дена. Почитувани гледачи, ова беше последната информација од ова информативно издание на Вестите. За повеќе детали следете нашата Facebook страница Телевизија Здравкин. Имајте пријатна вечер.